Политичките партии се гледат своите интереси, односно можеби се обидуваат на некој начин да го канализират, политиките. Јас искрено имам надеж, бидејќи единствениот јавен обвинител до сега кој ниту власта, ниту опозицијата па имаше големи критики за него, некако да кажем непознат човек личноста во јавноста, кој имал некои предмети кои се спомнуват, но јас мислам дека сите политички партии, вклучувајќи туку опозицијата, бидејќи опозицијата секогаш треба да биде најкритична, да ги критикува политиките, односно бидејќи на некој начин сепак владата одлучува кој ќе биде јавен обвинител. Јас се надевам дека ќе има позитивна насока, но да се разбереме дека со еден јавен обвинител, односно со главниот обвинител, не може ние да имаме правна држава. Јас секогаш, знаете мојот став кој е, не треба да имаме буквално генерален реизбор и ветинг во правосудниот систем, во јавното обвинителство и во судството. Колку воопшто ова можно е? Денеска Венко Филип ќе излезе со некоја нова партиска програма која што од сите сфери во државата верува дека ќе се оправи на подобро. Меѓу точките кои што ги наведе, токму беше ветинг во правосудството. Но некои примери земаат дека можеби не е добро. 7 години беше во власт, требаше да го спроведува ветингот. Значи тој најмал. Сметате дека е изводливо тоа да се случи кај нас? И да држи вода? Не, јас мислам дека тоа не е изводливо, бидејќи и сега и новиот закон што се спрема, нели денеска министерот за правда, колку јас малце следев, нели го промовираше дека се спрема новиот закон, така што јас се сомневам на тоа, бидејќи на крај на краишта ние сме во постапка за влез во Европска унија и тие закони што треба да ги носим треба да бидат во согласност со Европската унија. Имајќи предвид како поминале другите држави во регионот и поопштина, особено Романија, Албанија последно, значи тие не може да ги направат реформите внатре во правосудниот систем без влијание од страна на Европската унија, а особено од Соединетите американски држави, особено што има големо влијание во Албанија, има тесна соработка, така што јас мислам дека треба да има специјален суд, специјално јавно обвинителство кој се бори против криминалот и корупцијата и паралелен ветинг. Во Албанија први не направено ветингот, па после дојде до ситуација да има специјално обвинителство кој дури му стоят и сад позади него, нели, па тие имат и ги имат обучено во сад истите луѓе. Така што јас мислам дека само на таков начин ние може да имаме револуција, да не кажувам, во нашиот правосуден систем. Ваков на некој начин може да, во едно јавно обвинителство со судство кој граѓаните му веруваат 2%, може да замислиш и колку и да прави новиот јавен обвинител, не може да биде на 100%. Да, не може се да е на еден човек. Јас мислам дека да, може да треба да му дозволиме време. Ние сме пак тука ќе дојдеме, ќе го критикуваме, но јас мислам дека да еден период не треба да се критикува ниту да се фали по секоја цена. Да се фали, да. Што се работи, но јас мислам дека е прерано ние да даваме проценки, ќе видиме, бидејќи очигледно бидејќи немаше реакција од страна на опозиција, претпоставувам дека би бил личноста, да, колку ќе има сега можности, бидејќи и законските рамки ти ограничуваат истото, а дополнително и политичкото влијание внатре, бидејќи тој на крај на краишта нема да иде да ги чува обвинителите по дома, бидејќи знаеш кај нас да, добро, тоа сепак е прашање и на личен интегритет и професионалност. Мала држава се знаеме еден со друг, така што јас мислам дека треба да му се дава можности, да, но јас мислам дека пред се треба да имаме законска рамка за употреба на службена положба, особено за јавен обвинител. И за судија мислам дека треба да биде казнивоста многу поголема од обичниот граѓанин за употреба на службена положба. Бидејќи го спомнавте, ја спомнавте опозицијата, баш сега во овој момент во нашата држава мислам дека нема опозиција и токму заради тоа што нема опозиција гледаме дека власта упорно си бара противник. Значи во овој момент власта нема противник. Власта има можност за демократијата. Значи еве тоа сакав да кажам, власта има сега се. И нема потреба нас да ни кажува колку е лоша опозицијата или што правела опозицијата во судството во изминатите 7 години или 10 или 15, колку и да се. Судството мора да биде независно. А тоа може да биде независно само доколку власта не се меша во нивната работа. Ние на хартија имаме закони. Тие закони се добро напишани, добро скоцкани и си постојат. Меѓутоа, колку се имплементираат е прашањето. А
опозицијата како опозиција знаеме дека ја нема и токму заради тоа во овој момент мислам дека власта бара начин да се оправда за својата нефункционалност. Бидејќи сега не може да речи дека е крива опозицијата кога таа не постои. Ја нема. Ако имаше опозиција, може би повеќе ќе се трудеа. Мислам дека е многу лошо. Вие генерално не сте задоволни од функционирањето и владењето на централната власт или сметате дека во одредени сфери? Вака сега да се разбериме дека во овој момент ВМРО ДПМН и премиерот имаат апсолутна власт во советите. Генерално секаде имаат мнозинство. Имаат градоначалници, имаат пратеници и имаат мнозинство. Имаат преседател на држава. Што ги спречува да направат било каква реформа, да направат било што за државата, дали било радикално или нерадикално, бидејќи се сложувам со вас, мора да се направи рез. Меѓутоа, во овој момент власта ја има таа моќ. Ама за жал ние една година слушаме за некаква реконструкција. Ако треба да направи реконструкција, нека направи. Зошто сме ние обседнати дали ќе има реконструкција или не? Значи се е во нивни раце. Нема кој да ги запри и сега ние ние во овој момент очекуваме резултати. Народот сака да види сработено. Нормално дека не сме задоволни. Од што да сме задоволни? Од реакциите на насилство, од реакциите на корупција, од реакциите на злоупотреби на службени положби, од раскалашаност, од ненаменско трошење на буџетите на локално и на централно ниво. Пред малку ви кажав, јас редовно доаѓам од Битола во Скопје. Во изминатиот период, до пред еден месец, да речам, на патот Битола Прилеп интензивно се работеше, вриеше од работници, вриеше од камиони. Сега нема никој. Тоа кажува само едно, дека владата нема пари, државата нема пари. Она што го слушаме е дека работниците ги нема, бидејќи не им се исплаќаат средства. За тоа кој е крив? Сигурно не сум јас крива за тоа. И нормално дека не сум задоволна, бидејќи идењето од Битола до Скопје е 3 часа. Така да зборуваме за основни работи кои што му се потребни на граѓаните. Сметам дека 2 години, скоро 2 години ќе направи оваа влада, досега требаше да има и тоа какви мерки, и тоа какви реформи. И јас реформи не гледам. Добро, дали вие гледате реформи и каде? Првин тоа дека сега не работат, ние навикнавте, бевме 7 години да не работат ич. Така што овој период, јас не сум бил во тој период, но ако владата има стајно таргет до 2028-2029 година како беше, за да го направи коридорот 8 и 10, јас мислам дека после тоа ќе се излезе пред народот и ќе бара поддршка за истото. Треба да видиме, се одработеше еден дел, на 40 км се воспостави на употреба за автопатот за Орид. Сега овој дел не сум поминал во тој дел. Ќе видиме до 28-29 година. Ама ние немаме време до 28-29 да чекаме. Така што ние бевме навикнати во минатото да не се работи, така што сега во овој период не знам точно, но јас претпоставувам дека дали има пари за буџетот во смисла на тоа за коридорот 8 и 10, тие се странски пари, пред се тие се наметнат директно од кредити, директно за таа намена. И странците не можат да ти ги дават парите ако не ги ставаш за таа намена. Не може влада да ги земе пари да ги употреба за друга намена. Тоа да бидеме јасни, бидејќи тие што ги фондовите, јас сега не сум експерт по економија, но претпоставувам дека фондовите се загарантирани баш за тие автопати. Тие пари се обезбедени од странство, не се обезбедени од во нашиот буџет, но директно не може да ги употреба за други цели. Ако мисли дека народ може да ги зема тие пари да му даде за социјална помош или за друга цел, не може. Пари. А во смисла на тоа дека владата треба да прави реформи, да, може и побрзо да ги направи истите реформи, се согласувам, но сепак, јас мислам дека одредени реформи, тоа што да не се повторам, се ние поврзани со европски. Јас не се согласувам за овие реформи, никако. Јас сум за радикални промени, бидејќи реално Македонија нема долго сме чекале ние за да ги правиме тие реформи. И сега согласно тие законите, донеси го законот, па носи го во Европска унија, па консултира дали е добро, значи тоа време јаде, така што јас мислам дека треба да бидеме поефективни и за тоа што го кажав преска, за да правиме огромна револуција, односно во правосудниот систем. Да, владата не може да се меша, согласно уставот, не смее да се меша таму. И начинот на изборот на јавниот обвинител, јас сум против, зашто пример владата на крај да го избори, пошто овој не е од сега
односно согласно законот и уставот не е од сега, тоа оддавна. Јас мислам дека треба да се најде друг начин или модел, можеби собранието да го избере со 2/3, така че има поголем консензус, не за да биде па и тој начин, па мешање пак на страна. Да, но прашањето е дали е проблем од само законодавството да се меша државниот таму јавен обвинител или малце, и на бидејќи во пониски минатото ешелони. знаеме како се избира судиите и јавниот особено судиите од страна на собранието. А тоа што дека владата нема опозиција, да, се слагаме, но не е крива владата дека немаме ние опозиција и дополнително наместо нивните портпароли, па да не кажувам, па и новинари кои се остроени критички кон владата, наместо да поставуваат прашање за овие клучни проблеми, тие поставуваат прашање која ќе биде реконструкцијата, дали денеска или утре, особено албанската опозиција после која цена сака па да дојде во власт, се очекува да реконструкција да ги избркава, да ги земе. Добро, легитимно е да сака секоја опозиција да дојде на власт, тоа е вечна битка, меѓутоа треба да се задржи професионалноста. Сама опозицијата поставува прашање кој е спротивна на нивните интереси и некако нема стратегија, бидејќи за да бидеш опозиција треба да имаш стратегија како да излегуваш од таа политичка криза од опозицијата. Значи вака, не треба за некои работи да си експерт. Треба да си, значи доволно е да се излези на терен, да се види кои проблеми се во моментот во државата. Работници нема, не се работи. И јас не сум експерт каде, меѓутоа значи парите се земени, кредитот е земен, граѓаните го плаќаат тој кредит. Ние мора да знаеме зошто не се работи на патот. Тоа е првиот момент. Второ, мене не ме интересира што прави опозицијата. Во моментот не ги менаџира моите пари опозицијата, ги менаџира власта и нормално дека ме интересира на кој начин власта ги менаџира моите пари, бидејќи како што кажав претходно, и на локално ниво се земени кредити за капитални проекти не гледаме. Јас сум жител на град, каде што не гледам капитални проекти, не само јас, значи тоа го гледат граѓаните, исто и вие сигурна сум дека не гледате околу вас некакви капитални проекти, а тој кредит кој што е земен, сите знаеме можеби на каков начин е земен, тој кредит е доспеан и ние сите како граѓани треба да го плаќаме. Затоа реков, никој во овој момент не ја спречува власта да направи било какви радикални промени. Напротив, јас би сакала да видам радикални мерки кои што Македонија ќе донесат на вистинско ниво, бидејќи на последните, како што кажавте, парламентарни избори, максимумот го добија. Народот не може вечно да биде крив. 2 години пак ќе се сочува со граѓаните. Дали на некаков начин, бидејќи се зборуваше како една опција за некои предвремени парламентарни избори, што воопшто тоа би сменило? Апропо таа ја спомена Илиевска владина реконструкција што се најавува, кој треба да стравува според вас од сето тоа? Јас мислам дека треба да стравуваат тие луѓе што не го покажува себе си, односно слабо се искажува во оваа власт дека може да менаџира со ресорите кои ги носат, односно со кои владеат. Така што ако е прашањето кои политички партии дали влијан, па добро и министерски места да речеме. Јас мислам дека треба да видиме до мај јуни кој и се надевам дека ќе се направи реконструкција, односно да се сечува според мене има одредени министри кои оддавна можеби треба да бидат извадени. Кои се тие? Не сакам да спомнам, јас го имам моето мислење, точно знам, граѓаните може да ги препознат. Не сите, но одредени, да, имаше една двајца, да, кои не може да се справат, буквално, не знам, односно не се справат добро со тие институциите, но претпоставувам дека ова реконструкција оддавна беше најавена. Добро. Не само на првиот ешелон да се разбираме, има и во вториот ешелон и во директорските места исто така кои можеби се покажува па можеби таму позагрижувачки се бидејќи најголемите експерти да ги собереш можеби во свет може да се снајдат во одредени позиции, а да не кажувам луѓе политички партии што после тока на емисијата кои те буквално сега премиерот не може да ги контролира мандатарот сите од друга политичка партија, бидејќи истите ќе го условат. Ако не влен, ќе го услова утре дуи за одредени, хипотетички сега кажувам, или знам како коалиционен партнер, бидејќи јас сум за тој моделот, една политичка партија, една гарнитура да носи одговорност, бидејќи вака одговорноста ќе ја префрлат на едниот на другиот политичка партија или коалиција. Така што јас мислам дека да треба да се направи таа реконструкција и да видиме нов освежување, нов кадар кој може ќе се справи. Но
Јас мислам дека кога ќе се зема кредитот од страна на Унгарија, нели 250 милиони кои се за општините, јас мислам дека тоа е дополнително позитивно влијал, бидејќи јас сум од две општини, од Сари и од Чаир, и гледам дека одредени проекти се реализирани. Сега многу зависи од градоначалникот. Сега не знам за Убитола, но знам за овие други општини. Особено пример од Тетово имаше повеќе инвестиции. Еве сега во последно што кажуваат дека школото, пример, тоа земјоделското школо, како е познато во Тетово, дека кажуваат дека е направена ултрамодерно, што може буквално да им парира некоја школа што во делот на Европа. Јас не сум бил, но луѓето што присуствувале таму ми кажуваат дека ептен добри услови има внатре. Сега не може да ја градиме државата за 2 години. Јас во вашата емисија оддамна пред 2 години пред да се смени власта имам кажано дека државата буквално возеше во обратен правец како на автопат. Сега треба да излезе на праведна коловоз за да може. И сега цената на злоупотреба на службена положба и недоброто менаџирање на институциите, ние граѓаните ќе ги платиме ако ние сме правили грешка во минато да ги избереме луѓето кои буквално се ценка со интересите на граѓаните и со буџетот на државата. И крвопроливањето на буџетот, јас мислам дека оддавна требаше да запре, а не сега. Значи не можеме ние ние 7-8-10 години или повеќе сме го злоупотребиле буквално државната власт и сега за 2 години да правиме промени. Да, се согласувам дека во одредени ресори има можеби конкретни резултати нема, но сепак јас мислам дека генерално се на правен пат. Да, состојбата имавте повелено. Бидејќи, еве пример, ќе се повикаме малце на социјала, имаме време, тоа што се случува деновите, може да се конкретно да зборуваме. 10 на минути, сакам уште една тема да повелете. Не, јас пример, во минатото ние немаме покачување на пензиите, 5.000 и 2 пати по 1000, треба се 7.000. Прв пат во историјата после 10 години ние имаме покачување на платите во јавната администрација. Денеска, пример, вчера и денеска се потпишна колективни договори. Јас сум дел од еден синдикат во државата кај бев јас потписник. Замислете, јас кај работам од Државни инспекторат за труд, врши надзор над колективните договори. Единствената институција. Замислете, до сега немал колективен договор самата институција кој врши надзор над колективните договори. Ова е преседан во една нормална држава. Да, но од друга страна се само бара 600 евра минимална плата, излегуваат на протести. Друга тема тоа е. Но покачување односно само донесување на колективен договор е добар чин за ти утре ден кога ти одиш инспектор ќе те праша, ти имаш колективен договор во твојата институција? Не, па како идеш кај мене на надзор да ме казнуваш мене ако јас не се постапил согласно колективниот договор. Така што јас мислам дека да се мали работи, но многу се значителни. За мене, за оваа ситуација која е економска, односно сега што се случи со војната во Украина, покачувањето на Ќе дојдеме и до тоа, да, поентирајте само за да единствената категорија за мене, односно две категории што ми се за жал за мене, бидејќи односно тие лица кои имаат наполното услови за старосна пензија и користат старосна пензија и неомоштените луѓе, односно лицата со посебни потреби, кои немаат сила, односно не се во можност да работат и да заработат дополнително и втората работа, како ние, односно другите, што го прават во државата, речиси Државниот завод за статистика, има над 100.000 луѓе кои работат на црно и ние треба да се бориме против оваа сива економија. Знаете како зборот кој го кажавте пред малку прв пат во историјата ми е многу симптоматичен, бидејќи многу работи, многу често сега на за конкретна работа. Значи општо слушаме прв пат во историјата. Значи многу работи се случиле прв пат во историјата во контекст на реконструкција на влада или предвремени избори. Јас можам само едно да ви кажам. И јас очекував оваа влада да биде различна од претходната и на 16 март 2025 година апсолутно цела влада да си даде оставка и да покаже дека не е како претходната влада која сега ја критикуваат за Дурмотурс, за модуларната и така натаму. Значи со случувањата во Кочани апсолутно никој не поднесе оставка барем од морални причини и тоа е доволен доказ да знаеме дека сите се исти. Тука е таа еднаквост која што ја прават граѓаните. Тоа е првиот момент. А вториот момент, секогаш кога ние во државата ја имаме оваа партија на власт, најдоброто нешто кое што знае да го направи е да распиши предвремени избори. Зошто? Бидејќи
тие се најдобри во сликањето со чешмите, со тротоарите, со бехатон плочките по селата и така натаму. Мицкоски вели сега нема да има, меѓутоа тоа не значи дека нема да има и мислам дека секои предвремени парламентарни избори треба да сватиме дека оваа држава ја коштаат пари. Кажав и претходно и пак ќе повторам. Не ја гледам причината зошто некој ако смета дека требало да направи реконструкција на влада не направи. Никој не ги спречува. И второто, дека во овој момент имаат апсолутна моќ на сите нивоа. Не знам зошто би распишале избори. Добра? Не е темата, мислам дека нема да има. Не, моето прашањето беше дали. Јас мислам дека нема потреба. Дали ќе има, ќе видим. Добра, за Со крај. реконструкција на влада не верувам дека треба да има предварителни парламентарни избори, барем тие новиот кадри треба да се покажат, претпоставувам. Ба да, добро, ние 4 години само чекаме некој да се покажи. Не, одредени, не рековме сите, но ќе видиме како ќе поминува времето, како ќе се покажеме и на крај на после 4 години самите граѓани ќе одлучуваат дали било подобро или полошо. А за тоа дали требало да дава за морални причини некој од тоа што се случи у Кочани, јас од самото изливен дента, кога од утре дента, мислев дека едниот од нив ќе даде оставка. За да биде различен од се она што кажува. Но јас мислам, односно со ресорот што му паѓа тоа угостителскиот дел, претпоставувам знаете за кој станал за кој министер, но не даде оставка и претпоставувам дека дури ќе видиме сега кога ќе се направи новата реконструкција, можеби прв и ќе биде смената. Добро, крај, не ни остана многу за темава. Сакав чисто да ве прашам, апропо се спомена кризата на Блискиот Исток и претпоставувам не сте оптимисти во тој економски дел. Се прелеа кај нас, очекувано, меѓутоа дали сметате дека доволно се прави за заштита на стандардот на граѓаните или сметате дека можеше многу повеќе или треба многу повеќе и што? Јас прво морам да кажам дека ние сме мала држава, која што апсолутно нема никакво влијание за да излегува со некакви ставови во врска со тоа, бидејќи никој од нас не бара мислење за да кажеме што мислиме за конфликтот, а ние бевме една од државите која што излезе со став, мислам дека тотално непотребно е тоа. Второ, мислам дека калкулирањето за донесување на мерки државата ќе чини многу, бидејќи секој ден се калкулираше, кога започна самиот конфликт, кога започнаа сите тие проблеми, нас не убедува на пресконференција, посебно министерката за финансии, дека ние, пример, имаме најниска цена на горивото, што не е точно, бидејќи разликата помеѓу, пример, Македонија и Хрватска е околу 2-3 денари, а во Хрватска има 2000 евра плата. И мислам дека донесување на такви пакет мерки, секој ден каснењето на донесувањето на тие мерки, Македонија ја чини многу и мислам дека доправа ќе го гледаме проблемот кој што настана со одлагањето и само едно можам да кажам, да се надеваме дека што побрзо ќе завршат тие конфликти, бидејќи Македонија не знам дали ќе може да го издржи сето тоа што се случува и мислам дека можеме да колабираме. Добро, Фаризи, дали вашите сваќања или анализи се по-оптимистички, да кажам, за крај? Дали добро се справуваме или треба повеќе? Од конфликтот ние сме мала држава. Добро, тој се прелеа, да, апропо економската Држава ситуација. во Европа, бидејќи има многу посиромашни држави од други држави и не значи дека само нам не тангира. Ние како го правиме политиката денеска и дебатата генерално ја следам како ние директно да бидеме само ние во тој свет и оваа економска криза како само нам да не фати како држава. Добро, сега живееме во оваа држава, важно ние ги следам и другите експерти по економија и мислам дека да можеби ад хок решенија еве намалување на ДДВ-то, на тргнување на акцизата. Нека ја тргнат целата акциза. Да, меѓутоа тоа се случи по 10 дена. Цела ДДВ. Мислам. Што ако трае една година? Поентирајте, Фаризи, во овом треба да јавувам. Да ќе ја банкротираме државата? Па ако ги тргнеме ние даноците, акцизите и сите даноци и акцизи, тоа ќе ја банкротираме државата. И ние може да влијаме во ДДВ-то само на тие прехранбени работи кои се неопходни за животот. Но не можеме на сите артикли ние да го намалиме или да го тргнеме целото ДДВ, бидејќи така ќе банкротираме државата. Добро. Ние треба да бидеме сплотени како народ, да,
Да, тешко е и за мене, бидејќи јас живеем од плата, вие живеете валјда од плата сите. Така, но на крај на краишта ние треба сите да бидеме да придонесуваме некогаш да ги стегнеме забите буквално за Стегаме ние заби 30 да, години. 30 дана сега на тие добри времиња кои може биле, ние не сме мислели за овие лоши времиња. Добро, да се надеваме на подобри времиња. Надежда последна умира. Да. Ви благодарам и на двајцата што бевте гостива само вистина. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Ви посакувам пријатен викенд со Канал 5. Поздрав од мене.